Вашингтон, добро вечер, ова е гласот на Америка на македонски и ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Велковска. Американскиот подпредседател Џо Бајден ја продолжува својата турнеја низ Балканот. Тој во моментов се наоѓа во Србија во обид за подобрување на односите со оваа земја околу разликите за Косово. Американскиот подпредседател Џо Бајден не очекува Србија да ја признае независноста на Косово како предуслов за поддршка на САД за аспирациите на Белград за членство во Европската унија. Бајденова го изјави по разговорите со српскиот председател Борис Тадич. Тој вети дека Соединетите американски држави ќе го искористат своето влијание, енергија и ресурси за промоција на аспирациите на Србија за европска интеграција и покрај длабоките разлики околу статусот на Косово. Председателот Тадич по средбата со Бајден го повтори ставот против независноста на Косово, но додаде дека актуелната влада се залага за најдобри можни односи со Вашингтон. А од другите вести, иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад вели дека неговата земја тестирала нов усовршен проектил што наводно може да досегне до Израел, Југоисточна Европа и до американските бази на Блискиот Исток. Државните медиуми го цитираат Ахмадинеджад со изјавата дека иранската армија успешно лансирала проектилот типот Седжил-2 со домет од околу 2000 километри. Тој истакна дека проектилот ја постигнал целта. Ова е нова верзија на проектилот Земја-Земја што Иран успешно го тестираше минатиот ноември. САД го осуди овој чекор, нарекувајќи го прекршување на резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун го назначи поранешниот американски председател Бил Клинтон за специјален пратеник за Хаити. Ки Мун истакна дека е убеден оти Клинтон ќе внесе енергија, динамика и нов фокус во напорите за мобилизирање на меѓународната помош за економска обнова и реконструкција на Хаити. Клинтон изјави дека му представува чест да ја прифати оваа функција. Заострување на регулативата за автомобилите, председателот Барак Обама представи нови национални стандарди за намалување на испуштањето на штетните издувни гасови. Марк Лакомец вози 1 час до работа секој ден. Го купил джипот Чироки во 2005-та. Секој 3 дена мора да го полни за $35. Сакам вакви возила, вели тој. Даваат чувство на сигурност. Имам семејство, кучиња, се можам да ставам во колата. Но до 2016-та ова возило ќе мора да се промени. Автомобили и мали камиони ќе мора да трошат галон бензин на 35 мили или 100 километри на околу 7 литри бензин. Ваквата регулатива има за цел зголемување на економичноста и намалување на испуштањето на издувни гасови. Администрацијата на Обама вели дека резултатот ќе биде еднаков на отстранување на 58 милиони автомобили од патиштата за една година. Но за возачи како Елизабет Бош, која сака да купи нов автомобил, новата регулатива значи плаќање по голема цена, во просек за околу $1300. Незиниот Шеви Тахо троши околу 20 литри гориво на 100 километри. Таа вели дека по 5 години возење ист автомобил, време е за промена. Председателот Обама кажа дека со новата регулатива возачите ќе дојдат на свое за само 3 години, заради заштедата на гориво. Но во исто време тоа ќе помогне да се олесни зависноста на државата од странска нафта. Ќе заштедиме 1,8 билиони барели нафта за време на векот на трајање на автомобилите што ќе бидат продадени наредните 5 години. Или тоа е повеќе нафта отколку што увезовме минатата година од Саудиска Арабија, Венецуела, Либија и Нигерија заедно. Објавувањето на новата регулатива здружи многу поранешни непријатели, автокомпании и синдикати, поборници за заштита на животната средина и законодавци. Обама вели дека сите го оставиле минатото за да се посветат на иднината. Многумина се согласуваат. Се поголем број американски компании нудат финансиска стимулација за своите вработени преку нивно ангажирање во програми добри по здравјето, се со цел намалување на трошоците за здравствена заштита, но и зголемување на продуктивноста на вработените. Дейв Хојли има дијабетис. Вежбањето е дел од неговата рутина. Неговата фирма му возможила да биде 1 година на програма со која финансиски му се помага да се справи со болеста.
Имаше денови кога знаев дека диабетисот е причина што не бе попродуктивен на работното место, вели тој. Токму тоа е причината што работодавецот на Холи, градското собрание во општина Оринч во централна Флорида, им понудила на вработените стимуланси за да се справат со шекерната болест. За да се квалификува, Холи мора редовно да го мери шекерот во крвта, да ги испраќа податоците на лекар, да вежба и да присуствува на состаноци да научи повеќе за болеста. Ерлин Кавалир, што ја води програмата, објаснува како се работи. Секој месец секој може да биде отстранет од програмата доколку не се придружува на правилата. Нова студија покажа дека близу 60% од најголемите американски организации нудат некој вид програми за подобрување на начинот на живот на своите вработени. Во фирмата на Холи, околу 40% од вработените се со диабетис или се во опасност од добивање диабетис. 80% имат проблеми со тежината, што покрај шекерната болест носи опасност од срцеви заболувања. Денес 90% од вработените во општината Оринч во Флорида учествуваат во вакви програми. Корисно за вработените, но и за работодавачите. Коби Брајант постигна 40 поени за победата на Лос Анджелес Лейкерс врз Денвер Нагетс со 105-103 во првиот натпревар од серијата најдобар од 7 во финалето на западната конференција на САД. Соиграчот Пол Гасол уфрли 13 поени и имаше 14 скока. Кај гостите од Денвер најпрецизен беше Кармело Антони со 39 поени, додека Чонси Билопс постигна 18, вклучувајќи 3 поени на 6 секунди пред истекот на мечот. Овата тима ќе ги одмерат силите во вториот натпревар во четврток во Лос Анджелес. Во финалето на источната конференција вечерва играат Кливленд Кавалиерс и Орландо Меджик. Тоа е се што ви подготвивме за ова издание. Ова беше Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Ви благодарам на вниманието и гледајте на јутре.